Ако може да почнеме. Добре дојдовте на втората дебата, организирана од РФП канцеларијата и Институтот Отворено општество. Под наслов Истражување или научни истражувања, кој и како да аплицира во Министерството за образование и наука. Денешни гости на дебатата се професор доктор Рената Десковска, пратеник во Собранието на Република Македонија, професор доктор Башким Зибери, раководител на Канцеларијата за научни истражувања и иновации на Државниот универзитет во Тетово, и Сања Спасова од Хелд Групер Македонија. На почетокот, пред да започнеме, јас би ја поканила Александра Димова Манчевска, локален координатор на РФП канцеларијата, за краток вовед околу целите на истражувањето и проекти. Почитувани гости, драги пријатели, во името на Фондацијата Отворено општество Македонија и регионалната програма за поддршка на истражувања во област на општествените науки во земјите од Западен Балкан, би сакала и јас да ве поздравам и да ви се заблагодарам за присуството на денешната дебата. Ова ни е втора поред дебата. Ќе се фокусираме на тоа каков би требало да биде процесот за апликација за научно-истражувачки или истражувачки проекти, односно каков би требало да биде процесот за да одговори на потребите на научно-истражувачката заедница која што нели аплицира во МОН или треба да биде поддржана од страна на државата за научно-истражувачки грантови. Сега, регионалната програма е програма која што поддржува научно-истражувачки проекти, програма која што цели преку тие проектни резултати да се направат одредени реформски процеси во државите каде што се имплементираат тие проекти. Програмата е регионална, ја води Универзитетот Фрибург во Швајцарија, со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Во Македонија веќе 8 години ја имплементира Фондацијата Отворено општество. Денеска баш читав некои информации и се потсетив дека на регионалниот повик 2014-2016 година имаме добиено, само Македонија има добиено 6 регионални проекти. Тие 6 регионални проекти кои што се имплементирани од македонски водечки организации привлекле околу 735.000 евра. Значи за 2 години само за истражувачки проекти од оваа програма се повлечени 735.000 евра од страна на тие 6 организации. Направив една паралела што се случува со буџетот на Министерството за образование и наука и забележав дека Министерството во 2016 година за оваа програма, научно-истражувачка програма, за јавните научни установи, научните институти, има буџетирано вкупно 64.000 евра, а за национални проекти за поддршка на факултетите има буџетирано 60.000 евра. Нашава програма кај да се финализира, ќе биде затворена. И сега, уште еднаш мислам дека ќе се соочиме со оној предизвик како дополнително да се лоцираат финансии за научно-истражувачки трудови. Нашава цел е да направиме, нели, да подготвиме, да предложиме еден финансиски модел за поддршка на научно-истражувачки проекти, модел кој што ќе го напреди и квалитетот и ефектите од истражувањата. Меѓутоа, начинот на кој ќе го направиме тоа, замисливме да биде отворен, да биде партиципативен процес, каде што ќе ги вклучиме и клучните чинители во смисла и носителите на одлуки. Професорке Десковска, ви благодарам денеска што се озвесте на поканата и покрај горливите проблематики и проблеми нели што се случуваат денеска во собрание. Покана испративме и до председателката на комисијата, парламентарната комисија, професор Лука Најденовска, меѓутоа одговорот таму не добивме. И конечно само да се заблагодарам на нашите млади истражувачки партнерки партнери во тимот. Тука е Сања Спасова од Хелд Групер, Елена Анчевска од Институт за европски политики, Рена Цветковиќ од Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници и нашите менторки, професорката Емилија Симовска и професорката Билич. Професорке, да не должам, повелете.
тематика и на првата дебата, каде што гости ги имавме представник од Министерството за образование и наука, Виолета Атанасова, и проректорот за наука и истражување на Американ коледж, професор доктор Маријан Петревски. Тука беше нашата млада истражувачка Елена Цветковиќ. Значи, првата дебата беше насочена во тоа каде да се фокусираме, дали ни се потребни приоритети или треба да одиме широко, кој пристап да го направиме и колку научната јавност е запозната со моделот за финансирање на научно-истражувачки проекти. Генерално дојдовме до одредени заклучоци дека повеќе од 5 години не постојат конкурси во Министерството за образование и наука за поддршка на национални проекти. Буџетот, иако е зголемен од 0,22% на 0,44%, е рефокусиран на некои други приоритети. Националната програма за научно-истражувачка дејност 2012-2016 никогаш не е заживела во форма како што е направена, иако таа сега веќе истекува. И сега веќе доаѓаме до вториот дел на истражувањето, да видиме кој во идниот модел кој што ние би го изработиле, де факто преку овој проект, кој би имал право да аплицира и какви интервенции се потребни, односно какви се законските рамки. За таа цел денеска со нас е професор доктор Рената Десковска од Собранието, пратеник во Собранието на Република Македонија и заменик председател на Комисијата за образование, така да јас си давам избор. Благодарам на поканата. За мене искрено поголем интелектуален предизвик е да сум овдека со вас отколку во Собранието, така што со задоволство да прифатив поканата и драго ми е што сум овдека. Морам да коригирам на почетокот, значи не сум ја заменик председател на Комисијата за образование. Комисијата за образование е целосно во рацете на власта, значи тие имаат и председател и заменик председател и мнозинство во комисијата, така што овој хаос што во моментов е во собрание со Комисијата за образование целосно на одговорност на пратениците на власта. Ние тука немаме можност да влијаеме ниту мнозинство, ниту раководечки капацитети. Јас не бев на минатата конференција која што имавте, на минатата дебата, но ја проследив на интернет, така што она што лично го чувствував повеќе како професор на факултетот пред да станам пратеник, се потврди преку искажувањата на колегите од Фелата, но и на представникот од Министерството, кој што, како што добив печаток, дури се огради од тоа што за жал мора да биде представник на Министерството на ваква дебата. Со оглед на тоа што организаторите ме замолија повеќе да се осврнам на правната рамка за научно-истражувачка дејност, моето обраќање ќе биде повеќе во таа насока, особено на текстот на Законот за научно-истражувачка дејност. Во областа на образованието, нормативната политика е катастрофална. Имаме ситуација во која што Закон за високо образование е менуван многу пати, истото е со Закон за средно и за основно образование. Законот за научно-истражувачка дејност, донесен во 2008 година, изменете 9 пати. Значи, практично 10 пати во овие изминати години се гласало за Закон за научно-истражувачка дејност. Што значи тоа? Тоа значи дека практично во Министерството за образование немате концепција каде сакате да се движи научното истражување во Македонија, што треба државата да направи во негова поддршка и во негова промоција и практично немале концепција како да ги постават темелите на овој закон и потоа да се овозможи развој на научната дејност. Во компаративното право, особено во правото на Европската унија, постои еден механизам кој што се нарекува тестирање на RIA фактор, Regulatory Impact Assessment. Значи, секогаш кога се носи еден закон, основна обврска е пред да го донесете, да направите истражување. Како тој закон, тие одредби, ќе бидат имплементирани во пракса? Кои ќе бидат последиците од тие одредби од нивното имплементирање?
За жал, таа обврска во Македонија се спроведува многу паушално и само формално. Значи, кој ќе добиеме во собрание закон, се стои дека некој образложение што се очекува, тоа е со 2-3 реченици што ви покажува дека вистински реално никој не седнал да изанализира што ќе очекуваме од таа законска регулатива и што ќе биде резултат. И тоа е практично последицата на постојано менување на законите. Кога тоа ми го укажуваме на колегите од власта, особено што ми се случува за некои закони да не стигнуваат измени од владата 2 пати во 2 месеци, што за мене е несериозно. Нивниот аргумент е правото е развојна материја, мислам, жива материја. Тоа е апсолутно најлошиот аргумент што некој може да ви го даде, заради тоа што пречестото менување на законите, покрај сведочи за нестручност и неспособност на оно што ги предлага законите, дава последици и правна несигурност на граѓаните. И сега кога ќе го видите овој закон за научно-истражувачка дејност, гледате дека тргнало од една концепција и после тоа менјале и бришале. Например, предвиделе да постои Национален комитет за развој, предвиделе да постои Совет за научно-истражувачка дејност и виделе дека тоа е science fiction, ги избришале членовите кои што се однесуваат, ама што најпарадоксално и како правник поразително останале насловите на деловите. И сега гледате дека ви стои наслов Совет и избор на Национален комитет за развој, а членот 10 ви е избришан. И после ви стои Совет за научно-истражувачка дејност, а никаде не е регулиран. Значи, тоа се парадоксите на македонската номотехника и на катастрофата што се случува во областта на правната регулатива во Македонија. Значи, покрај одредби кои што очигледно ги донеле без анализа, потоа ги укинувале и ги менувале, има и одредби кои што апсолутно не се применуваат. Членот 8 предвидува дека Собранието на Република Македонија треба да донесе национална програма на предлог на владата за период од 4 години, а по претходно мислење на Националниот совет за високо образование, наука, иновации и технологија, МАНУ и интеруниверзитетска конференција, а потоа владата е обврзна на 2 години да му поднесува извештај на Собранието за спроведување на програмата и за состојбата на научно-истражувачката дејност. Значи, јас побарав во Собранието да ми бидат најдени документи, овие документи, во рамките на Собранијската архива, бидејќи владата имала обврска да ги доставува. Значи, еве ви тврдам, мене стручните служби не можеа да ми најдат вакви документи, зашто ми рекоа дека не се доставени. Значи, ниту се разгледувани, нити се доставени, а не па разгледувани или усвојувани. Значи, имате една гола мртва одредба која што практично не се спроведува. Тоа се декоративни одредби во законот кои што немаат никаков ефект. Понатаму, кога ги читам одредбите на законот, сметам дека прво заради хаотичната состојба која што постои, а тука има и работи кои што јас концепцијски не се сложувам, а се блиско поврзани со законот за високо образование, но тие денеска не се толку тема на дебата околу избориве во звања во институтите паралелно со високото образование. Значи, сметам дека генерално, заради другите одредби, не првенствено заради тие, овој закон треба целосно да се замени со нов, кој што ќе биде конзистентен и кој што ќе дава можности за развој на научните истражувања во Република Македонија. Заради тоа што нас не требаат прецизни одредби, со прецизни обврски за владата и не обврски кои што ќе бидат дискреционно поставени, па да може да си толкува и да си постапува како ќе сака, туку прецизно со како ќе предвидите обврска, да предвидите и одговорност за кршење на одредена обврска. Значи, ако нешто што е предвидено не се оствари, тогаш мора да имате и казнени одредби за да ви бидат имплементирани, да ви бидат ефективни тие одредби кои што сте ги предвиделе. Сметам дека во делот на субјекти кои што може да вршат научно-истражувачка дејност, имаме рестриктивен пристап и особено мислам дека е многу тесно дефиниран поимот на самостоен истражувач во членот 22. Мислам дека ваков начин на дефинирање и на регулирање на оно што е самостоен истражувач
практично ги обесхрабрува и ги оневозможува луѓето кои што не се институционално поврзани да се занимаваат со наука, а тоа не е во развој на научната дејност. Значи светот познава луѓе кои што не се институционално врзани, ама имаат сериозен придонес. Дури имаат, некои ги третираат анархисти или не знам како, луѓе кои што едноставно не сакаат да се вклопат и да се врзат во институција, даваат вредни идеи за развојот на определени области или анализи за она што се случува во општеството. Има многу интересни обврски кои што се предвидени во законот, кои што за жал се она што се нарекува мртво слово на хартија и дури во моментот кога се применувале селективно. Јас ќе ви кажам еден личен пример од пред неколку години, значи кога постојал ние грантови за заеднички проекти кои што ги доделуваше Министерството за образование, ама заедничка програма со Словенија. Значи ние правевме заеднички проект со колеги од Словенија и потоа конкуриравме ние пред нашето министерство, тие пред нивното министерство. Тоа беше некоја заедничка програма. Проект кој што беше одобрен од Министерството за образование во Словенија и колегите од Словенија постојано да се јавуваа, ајде докај сте, проверете процедурата во вашето министерство, треба да почнеме, во нашето министерство не беше одобрен. Одредбите од законот се премногу дискрециони за да можете да се повикате и да барате правна заштита и не ви нуди законот одредби за правна заштита. И останавме со чувство, наискрено да ви кажам, дека пристапот на Министерството во тој период беше прилично, а не сега, пошто не можам како зборувам за овој период, немат проекти кои што нешто посебно се финансираат од Министерството за образование, дека беше прилично селективен и дискриминаторски. Дури групата колеги кои што конкуриравме, си ја поставувавме дилемата, зошто не земавме некој што е политички подобен, што ќе може да ја избрка работата во Министерството. За жал, така наука не се развива, ако треба да барате политички подобни лица, за да ви фатат врски во Министерството, за да биде одобрен проектот. Така што селективноста во доделувањето на средствата е нешто што реално беше проблем и затоа ни треба цврста рамка со цврсто поставени критериуми кои што ќе можете да се тестирате, сте ги исполнили или не сте ги исполнили, и потоа да барате за и правна заштита за недобивање. Понатаму гледам тука обврски за финансирање, издавање на научни книги, годишници, зборници, научни списанија. Јас искрено да ви кажам, факултетот наш издава постојано годишници и зборници, ама јас не сум слушнала, може да грешам, ама не верувам, не сум слушнала дека некои од тие зборници и годишници се финансирани од Министерството за образование, затоа што постојано имаме некаков застој во објавувањето на годишниците заради недостаток во моментот на финансиски средства и според моите информации тие се финансираат од средствата на факултетот. Не можете да развивате наука ако немате стратегија, но и пракса за развој на научно-истражувачки кадар. Значи, она што мене лично ми смета, тоа е што ако едно време факултетите беа престижно место за вработување, во што требаше да се вработуваат најдобрите студенти, за жал денеска не се тоа. Значи, денеска имаме доктори на науки кои што докторирале без да имаат просек 8, заради тоа што владата намерно укина во еден период условот просекот 8 да биде услов за запишување на докторски студии. И беше отворен простор во кој што докторира многу луѓе кои што практично не покажале основ за тоа, а бога ми сега ги гледаме дека се и професори на факултети. Значи, лица кои што немаат солидни познавања во текот на студирањето, туку покажале базични, основни познавања и затоа се оценети со просек 6, 6 и нешто, 7. Тие треба да едуцираат студенти и да ги оценуваат дали се за 9-ка, дали се за 10-ка и потоа од тие треба да очекувате да развиваат наука. Значи, инвестирањето во солиден истражувачки кадар е исто така еден од
условите за да зборуваме за научни истражувања. Но исто така, кога државата нема осет на државните универзитети да овозможи вработувања кои што ќе бидат барем проста репродукција на кадарот кој што заминува, исто така имаме проблем. Значи, ние се соочуваме со ситуација во која што не можете да обезбедите вработување на помлад кадар, кога треба да се замени кадар кој што заминува во пензија. И тоа е нешто сериозно што се отвара како дефицит, а од друга страна, сега јас повеќе зборувам од аспект на факултетот како истражувачки центар, заради тоа што од таму доаѓам, имаме ситуација во која што обврските на факултетот се големи во различни области. Значи, ние не можеме да се посветиме само на научно истражување, кога имате педагошки норми кои што се големи и кои што не обременуваат со обврски во наставата. Така што вработување на доволен кадар кој што ќе може да ги подели обврските и преиспитување на педагошките норми е нешто што е апсолутно битно за да оставите простор за научно истражување. А сепак е многу битно, мислам дека е штетно за наставниот процес ако го одвоите од истражувањето, заради тоа што студентите секогаш треба да бидат апдейтирани со најновите податоци, а тоа е овозможено ако вие како професор можете постојано да бидете во тек со научните истражувања. Поддршката за научни оспособувања, за учество на научни конференции практично е нешто што е нереално и нереализирано во Република Македонија. Сите услови, критериуми за избори, за реизбори се врзуваат со учество на конференции, со објавени трудови, сето тоа чини пари, а поддршката на државата за жал во таа сфера изостанува, така што не може да ги оптеретувате луѓето со обврски, а да не им овозможите да ги остварат тие обврски. Она што исто така е ставено како еден вид на обврска во законот, што според мене не се реализира, е отварање на библиотеки, пристап до литература. Ако мислите дека пристап до литература се оние преводи кои што ги прави владата и што ги доставува за со обврска, дури да ги вклучиме во наставниот процес, мислам дека на сите ви е јасно дека со тоа не се развива наука. Значи, денеска да зборувате за развој на наука, а да има потреба да им преведувате некому учебници од англиски јазик, мислам, нема што да очекувате од тој човек како научник. Настрана што тие преводи се неупотребливи дури ни за во настава, заради тоа што имаат многу погрешни термини кои што ги употребуваат и често пати наликуваат на Google Translate. Значи, очигледно е дека тие преводи, јас можам да зборам од областа на правото, се такви конфузни и дури погрешно ќе ги научат студентите ако им ги дадете, или некој лаик ако ги чита, заради тоа што има различни термини што се користат, например, во кривично право и во граѓанско право. Преведувани се книги од областа на граѓанско право со терминологија од кривично право. И сега, например, наместо за обвинение се користи терминот тужба или обратно, што се сосема две различни работи. И пристапот до меѓународните бази на податоци не е соодветно регулиран, ниту се остварува заради тоа што треба да се води сметка во која област, која е релевантна база на податоци. Значи, не можете вие да се занимавате сериозно со наука, ако државата не ви обезбеди пристап до релевантната база на податоци. Значи, ние се соочуваме со неможност да бидеме апдейтирани со најважните, најновите списанија кои што се објавуваат, заради тоа што некои бази кои што ни се понудени не ги содржат тие списанија кои што се релевантни, например, за областа на правото. Така што мојот предлог и сугестија е да се почне со изработка на нов закон за научно-истражувачка дејност, но добро е тој закон да следи по вакви расправи, значи да не остане само на овие, колку што знам, 3 расправи се планирани, значи да не остане само на тоа, добро е да се вклучат универзитетите и институтите, значи да има една поширока расправа и да излезе сериозен текст кој што би бил усвоен во собранието кога би имала подобна политичка клима заинтересирана да го развива, да ја развива научно-истражувачката дејност. Благодарам. Благодарам
професор Десковска. Поради обврските на професорката Рената, јас би сакала доколку имате прашања поврзани со оваа презентација да ги поставите сега, затоа што не знаеме кога ќе го стане. Добар ден. Сакам да прашам господин Десковска, вие рековте фактичка сосура каква е со Министерството за образование и со политика и со деструкции, со сите тие многу чувствителни работи. Имате ли вие некои израз, како да кажем? Цело време зборувавте за некои деструкции, но тоа треба да се најде некој израз, така? И како мислите тоа дека би требало да се какви рамки така да. Се извинувам, јас сум Чати Барифи, јас сум волен професор во Южноисточен Европски универзитет и редовен професор во два универзитета во Приштина. Јас сум професор Дончо Домет од Медицински факултет, Институт за социјална медицина. Пред повеќе од 10 години Европската заедница устои Лисабонска декларација во која што препорачува за оптимален развој на науката, па и на секупниот развој на една земја, дека треба да избојува 3% од бруто националниот доход за наука, за инвестирање на науката. Кај нас инвестициите се беа 0,15%, а сега не знам дали се зголемени, како што спомнавте 0,22, или стагнираат, или дури се намалени. Така да не можеме ние да зборуваме за некаква стратегија, програма, стимулирање на развој на наука, ако прво во старт не се зголеми процентот на овие средства што се избојуваат од бруто националниот доход. И еден краток коментар би дал во врска со преведените учебници, материјали, кога на Медицински факултет се дискутираше за новиот закон за медицинското образование, беше предложено тие преведени учебници од област на медицината да се стават како примарна литература за спремање на испити на студенти. Јас станав, дискутирав, тука беше министерот за здравство, деканот, една поголема делегација, и реков дека најкомпетентно можам да кажам моје мислење за тие преведени материјали, бидејќи ги проучував од областа на јавно здравје, подготвувајќи се како предавач за курсот за потенцијални директори на здравствени организации од менеджмент и лидершип, и точно видов што пишува во тие учебници. Прво реков дека учебник од 800 од 1000 страни со ситни букви е несоодветен за студент да од него спрема испит. Тоа е преобемно. Друго, 1/3 од таа материја не е апликабилна за наше подрачје. И трето, на многу места преводот е толку лош да се губи смислата. Тие преведени учебници можат да бидат користени само од наставници, за да од нив извлечат она што е суштинско и го вградат во сопствени учебници и во своите предавања. Да го направат прифатливо за студентите, она што е најбитно, најсуштинско. Инаку било безкорисно за студентите да ние ги образуваме да од тие учебници спремаат испит. Кога најголем дел од наставниците, верувам, не ги прочитале тие учебници. Благодарам. Да, добро ви благодарам на прашањата. Значи, излез од состојбата има. Значи, јас верувам дека има. Мислам дека и организаторите веројатно веруваат што ме организираат дебати, инаку не би биле тука да бараме излез. Но, моето искуство
посебно ова последно во собранието ме учи дека излез има само ако има политичка волја да ги смените работите. И затоа јас зборувам за ситуацијата каква е сега. Значи нас не треба само да имате волја да инвестирате повеќе во научното истражување. Треба волја да вратите автономија на универзитетот, да не ги оптоварувате професорите со административни обврски кои што ќе им го одвлекуваат вниманието од она што им е нив основна дејност, тоа се држање предавања и истражувања, да не ги оптеретувате со обврски кои што практично ги прават поданици во однос на Министерството за образование, туку да им оставите слобода за креативно истражување. Значи, кога ќе се врати автономијата на универзитетот, кога имате влада која што ќе сака да инвестира во научни истражувања, да направи една прецизна рамка која што ќе даде развој и да направи стратегија заедно со сите кои што се компетентни во таа област, да ги дефинира областите, приоритетите и да издвои доволно средства за финансирање, ќе имаме надминување на состојбата. Ако не постои волја сето тоа да се направи, постојано ќе се залажуваме дека и ќе се обидуваме да преживуваме, особено ние што се занимаваме со ова работа. Јас се сложувам со вас, професоре, дека особено е значајно да се зголеми финансирањето на научните истражувања. Колку што слушнав минатиот пат, представникот од Министерството кажал дека дури е изголемено финансирањето од 0,22 на 0,44. Само тоа не е голем успех. Значи, тоа е пак нешто што е многу минимално во однос на она што представува споредбен показател во земјите од Европска Унија, земји со што ние треба да се споредуваме. Знам дека сте разговараве и ја спомнуваа некои од учесниците на минатата дебата Националната програма за научно-истражувачка и развојна дејност во Македонија и тука се дадени споредбени показатели со другите земји. Значи дури со тоа 0,44 ние не сме нешто компетитивни во однос на другите. За преводите апсолутно се согласувам со вас и ќе додадам нешто за правната област. Значи овие преводи не само што кај нас не ги дадоа како обврска за тие да бидат единствена литература или примарна, но побараа да бидат вклучени во наставните програми, како барем дел од нив да изучуваат студентите. Значи, ние како професори се соочивме со ситуација да копаме по литература, да бараме делчиња што можда ќе можат да им бидат разбирливи и нема да нанесат штета на образовниот процес. Заради тоа што некои од тие книги, јас одговорно ви тврдам, нанесуваат штета на тој што ги чита, заради тоа што ги учи погрешни работи. Лоша терминологија, утре ќе добиеме судии што ги пишуваат наместо обвинители, наместо обвинение ќе пишуваат тужби, што е апсолутно непоимливо во областа на правото. И се согласувам со вас дека практично тие книги треба да бидат литература што ќе ја читаат професорите. Ама исто така срамота е ако на професорите им треба некој да им преведе книга од англиски за да ја читаат. Значи практично доаѓаме во ситуација дека тоа се џабе фрлени пари од кои што никој буквално никој нема бенефит. А во областа на правото најтрагично е што оваа литература се внесува дури и во оние стручни испити кои што се полагаат за нотари, извршители, правосуден за адвокати, понатаму во Академија на суди. Значи, практично воведувате обврска да учат литература што е нерелевантна за нив како практичари. Значи, зошто би требало некој нотар, извршител или адвокат да знае какво е правото во некоја друга земја. Значи, треба да го проверите практично дали тој знае и работи според она право кое што треба да го работи. Така што апсолутно ги делам вашата загриженост и вашите ставови во оваа област. Има уште прашање? Петар Атанасов сум. Минатата првата дебата представникот Министерството за образование изфрли податок дека 0,44 е блогот. Сега не знам во оваа држава и во ова општество со кој се служи со какви податоци, кој лаже, не знам. Последен податок официјален, ако веруваме на Европска Унија, е под 0,3 инвестирање во наука. Значи ова е дали се однесува до 2014-2015. Значи Европската Унија 4,1 е од бруто домашниот производ за образованието воопшто, а below или under 0,3, значи под 0,3.
Тоа е едно. Второ, во една политичка партија со една книга што Мафта Деноје, на која го држат председателското и заменичко место на Комисија за образование во собрание, кажува дека они или Министерството за образование 3 бази на податоци обезбедило на факултетите, проекторите тука не каже за нашиот. Јас работам во една единица науки, јас не сум видел агрегат или пребарувач. Еднаш го пуштија пред неколку години, не знам, ЕПСКО ли пуштија. Значи од 10 текстови што барав, 9,5 не се отвараа, не се достапни. Каква таа таква база на податоци која не можам еден текст да отворам и согласувам со колешката Рената за срамота ако треба да се преведува за високо образование книги, треба сите да се достапни. Значи не е точно, се служиме во општество, во областа каде што треба до објективно сознание да стигнеме и до вистината, само лаги постојат. Еве толку. Можем да додам само. Владимир Петрушевски од Природно-математички факултет. Бев решен дека ќе дојдам и ќе слушам овој пат, ама со годините доаѓа тоа. Треба да бидеме свесни. Имаме работа со луѓе, говорам за образовните опции во оваа држава, во најмалку 10 годишен континуитет. Имаме работа со луѓе што не ги разбираат работите. А и што не ги разбираат, тие не разбираат колку не разбираат. Не е никаков проблем да најдеш добар учебник по математика, да најдеш тим кој што ќе го преведе тоа саглам, и тој учебник е апсолутно употреблив, затоа што математиката е секаде иста. Ама на некој од советниците, кој што случајно доаѓа од областта, од подрачјето на медицинските науки, му текнало да го универзализира проблемот. И да каже дека учебниците мора секаде да бидат тие кои што се или оригиналот, или еве бидејќи не читаме сите англиски преводи на најдобрите учебници од американските универзитети, или може би по некој европски, вклучително и во областта, во подрачјето на општествените и хуманистичките науки, и тука почнува хаос. Ама треба да знаеш колку не знаеш, за да не попаднеш во оваа примка, во оваа стапица. Ако не знаеш колку не знаеш, тогаш таа идеја ги ти се види многу нормална. Целата завиткава во обландата дека науката е една. И натаму се случува тоа што се случува. И конечно сум видел многу од преводите, некои се катастрофални, некои не толку. Ама севкупно гледано, ако еве 3 од 5 преводи се лоши, тогаш ние сме истуриле пари во бунар. И тоа во бунар кој што потоа внимателно сме го затрупале. Многу сме богати изгледа. Благодарам. Сакав само да прашам, бидејќи некој одлучува за овој превод, веројатно постои некој борд или има нешто стручно тука или се прави некоја селекција или јас сум студирал во Америка, јас секаде се барат добри книги се разбира. Никаде не сум слушнал дека некои книги се преведуваат бидејќи некој тоа го бара, како во општество некој дори и пари за тоа. Има некој, како да кажа, некој механизам, некоја контрола. Кој одлучува за ова? Има некој борд кој е стручен, кој направил feasibility study или нешто така? Наистина интересно да знам. Здраво, јас сум Наташа Ангелевска од Фондација Отворено општество Македонија. Еден од оние кои претендираат да бидат самостојни истражувачи или со поддршка на фондацијата да ми помогнат нешто да истражувам. Меѓутоа сакав да кажам дека фондацијата уште пред 10 години финансираше пристап до базите на податоци и тоа по многу повластени цени и ова им го понудивме на Министерството за образование и наука и тогаш кога имаше посебно Министерство за наука да се превземе по тие, да речам, дампинг цени, пристапот до научните бази на податоци и тоа од широк спектар. Значи, внимававме да има пристап и до општествени, и до
другите науки. Меѓутоа, знаете, како што рече професоров, ги имаше до пред некоја година, ама толку се ограничи тој пристап затоа што не знаеа да ги искористат предностите кои што ние ги градевме како фондација долги години, нели, за да обезбедиме таков широк спектар на пристап со толку намалена цена или износ. Значи тогаш беа пристапни ЕПСКО и СЕИЧ и уште некои од природните науки. И мене ми е жал што барем за таков вид приоритети, еве не се вложиле овие 0,5% колку и да се, нели, од буџетот или испод 0,3%, барем тогаш ќе обезбедавме дека ќе имаме можност да се споредуваме или да користиме ресурси кои што ние како млади истражувачи можеме да ги користиме како пример или како компарација со нашето општество или каде треба да се движиме. Иначе во преводите ќе најдете понатака, нели, недоразбирање или неразбирање на тоа што е полиси, дали е политика политичка или е политика за креирање одредена политика во област на образование или за наука. Толку така само да коментирам. Да ви замолила само, бидејќи имаме и 20 други дискутанти, ако имате прашања, се уште сме на оваа тема и ќе бидеме до крај. Така за само прашања не минати со овој Добро, ние сакам сега да дадам коментар на некои од искажувањата. Значи, се сложувам со Петар дека проблематични се информациите кои што ги добиваме за нивото на финансирање на научно истражување и тоа не е само за оваа област. Значи, сите многу информации во многу области се генерално спорни и се непознати, не се потврдени. Значи, владата излегува со едни информации, други показатели зборуваат за други, така што често пати од што треба да биде најосновен мерлив податок, излегува дека е абстрактен и непознат и не утврден за пошироката јавност. Но дури да е 0,44, тоа е малку. Значи, дури тој податок што они го презентираат како нивен податок, јас мислам дека не е доволен и треба да се зголемува. Со се, значи, буквално секое вложување во научно-истражувајачка дејност е инвестиција, тоа не се фрлени пари, тие се враќаат заради тоа што немате вие развој ако немате истражувања и наука. За жал се согласувам со вас, професоре, дека имаме сериозен проблем во Министерството за образование и оние луѓе кои што креираат политика. Но тоа е нешто што е у подолг период не се случува. Значи, јас веќе изминативе 10 години не гледам човек што доаѓа од образование да биде министер за образование. И сега како некој што бил само корисник, а за некој бога ми е и тоа под знак прашање до кој ниво бил корисник на образовни услуги, треба да креира политика во образованието и да спроведува политика. Така што тоа и го покажува односот спрема областа која што и истражувањата, значи спрема областа. Денеска се избира нов министер, јас и затоа ќе мора да излезам, бидејќи денеска се погоди седмицата за избор на влада, во која што, односно избор на министрот, кој што еден од кандидатите е министер за образование, па ќе видиме колкото има научен бекграунд и образовен бекграунд да се вклучи во процесите. Вашето прашање околу тоа кој одлучувал за тоа кои книги ќе се преведуваат, јас не можам да ви го одговорам, тоа треба да го насочите кон Министерството за образование, но за некои книги кои што се преведени во областа на правото, не се спорни дека се значајни. Проблем е што се лошо преведени. Значи, за мене, како професор, е покорисно тие книги да ги набават на оригинален јазик, да ги донесат во библиотека, да можеме да ги користиме, одошто да се мачиме со тоа. Значи, верувајте дека некогаш подобро се разбира на англиски јазик што е напишано, одошто на вашиот мајчин јазик, бидејќи квалитетот на преводот е лош. Во делот на спомнавте за напорите кои што ги правела фондацијата. Јас морам да ви кажам дека на почетокот на транзицијата, фондацијата на европско ниво имаше многу поголем придонес кон научните истражувања и развој на научните истражувања отколку што имаат во моментов државни институции кои што тоа треба да го прават. Значи, извонредни истражувања излегоа
финансирани од централата што е во Будимпешта, каде што практично има сериозен придонес во развојот на, јас ја можам да зборам за мојата област демократски процеси во Македонија, значи повеќе партизам, уставно судство и слично. Значи имаше еден многу сериозен придонес за она што значише развој на науката во Република Македонија. Има понерестриктивен пристап за тоа што се финансира отколку ова што е содржано во законот донесен од нашето собрание. И се сложувам дека, за жал, базите се суштински, а недостасуваат во Република Македонија, значи според мене подобро ќе беше покрај оригиналните книги да ни обезбедеа пристап до базите, одошто да ни ги правиа овие преводи кои што не можеме да ги искористиме. Благодарам. Благодарам на прашањата. Јас само би сакала кратко да искоментирам околу категоријата самостоен истражувач. Значи, кога работевме на овој проект и кога составувавме листа, имейлинг листа на луѓе кои што ќе ги интервјураме како испитаници, јас бев задолжена да обезбедам податоци од Министерството за приватни научни институти и самостојни истражувачи. На жалост, иако во Министерството се регистрирале самостојни истражувачи со донесувањето на закон, во главном тоа биле пензионирани професори, кога истите барале да се избришат од регистарот за самостојни истражувачи, затоа што нели како пензионери добивале пензија, меѓутоа по основ на други закони биле оптеретени со фирмарина, значи плаќање на данок. Значи доаѓаа професори во Министерството кои што плачеа и молеа да ги избришат, бидејќи он од платата мора да издвои, не знам, 16.000 од пензијата, 16.000 денари пошто е регистриран, а не успел да добие ниту еден грант, односно Министерството повеќе не финансира никакви проекти, нема конкурси за апликација и така натаму. Така да во моментот самостоен истражувач, согласно законот за наука, сите се избришани. Значи добивме само податоци за приватни научни институти. И уште едно прашање, можеби тоа за какви паузата, како се добива тендерите и кој составуваше комисија за преводот на книги, само кратко можам да кажам, колку пари, толку музика. Значи, цените со кои што поминаа тендерите беа испод секакво ниво на било како преведувач или рецензент. Толку јас сега би сакала да... Значи, терминот и категоријата самостоен истражувач постои во законот и проблемот е што имате услови, некои јас лично не се согласувам дека и тие треба да постојат, но погледнете во последниот услов што практично ги дестимулира и ги брка луѓето да може да бидат самостојни истражувачи да конкурираат. Да има обезбедено потребни средства, опрема и простор за вршење на научните истражувања. Прво, што значи ова? Колкав простор, каков простор? Зошто треба да има простор? Фирма треба да регистрирате, средства, опрема, каква опрема, ништо не е јасно. Практично ве става во ситуација на дискреција да Министерство за образование да оценуваат дали ги исполнуваат или не условите, затоа што условите се прешироко поставени. Инаку, точно тоа дека колку пари, колку музика, ама проектот е мегаломански, многу пари се вложија. Затоа што ни тргнаа да преведуваат многу книги кои што не се сите потребни. Значи јас, кога сум одела во земјите во соседството, сум гледала дека точно и во Србија преведуваат книги, во Хрватска преведуваат книги, ама не во волкав обем, и тие се квалитетни преводи. Значи никој не вика ништо да не се преведе, ама не може 1001 книга, па колку беше смешно поставен насловот на проектот, значи конфузијата почнуваше од самото тоа. И точно беше дека они сакаа да преведат многу книги да покажат, практично да поработат многу печатарски трошоци кои што потоа знаете како се враќаат, наместо да платат квалитетен превод на неколку суштински книги во неколку области што би се понудиле на студентите. Добро, јас сега би сакала да го поканам професор доктор Башким Зибери од Државниот универзитет во Тетово. Повелете, професор. Поздрав на сите. Прво сакам да се
да благодарам на поканата за организаторите што ме поканија на овој дебат, што мислам дека е многу важен за сите нас, за проблемите и тешкотиите што ги имаме ние во високото образование и во научно-истражувачката дејност по-специфично. Јас би почнал, можеби, од последните дискусии што ги имавме овде со книгите. Проблемот е уште подош кај нас што се преведени на албански јазик. Во книгите не пишува воопшто кој ги рецензирал стручно книгите. Нема стручно рецензирање. Јас имам 5 книги по физика, во ниједна од тие книги не стои кој стручно ги рецензирал книгите, само со проведување, и после ти доаѓа магнетното поле да го викат магнетна ливада. Тоа е, за жал, ситуацијата кај нас со книгите. Јас нема да се... Точно, навистина, точно. Јас сите сум ги цртал таму овие реченици и зборови што навистина немат нонсенс да ги употребуваш и да им ги даваш после тие книгите на студентите. Тоа навистина е така. Ги имам во канцеларија тие книги. Но да не се задржувам многу за тоа. Најлошо е тоа што овие книги, колку што знам јас, ние веќе законски сме обврзани да ги ставиме во силабусите, да ги ставиме како примарна литература, да ги употребуваме, и ако не го правиме тоа, ние имаме глоба. Тоа треба многу јасно да се каже, не е дека нешто се припремува. Тоа веќе е законски и веќе е сега ние, ако сакам да правам еден нов студиска програма, мора да го ставам како примарна литература, ова литература, инаку че мора да платам на државата. Тоа е реалитетот сега со реалноста со овие книгите. Добро, сега професорката Десковска се задржи малку во практичната ситуација во системот на високото образование, па и во правната регулатива. Многу ствари се веќе кажано, јас нема да се задржувам многу за да имаме простори да дискутираме. Ние сите знаеме дека научно-истражувачката дејност е еден од катализаторите за индустријското, технолошкото и економското развивање на една држава, и затоа се многу важни политиките за развивање на ова истражувачка дејност, кои треба да се подпират на краткорочни, средни и наравно и долгорочни цели. Треба да се земе предвид, мислам, од искуството од соседните држави. Ние не треба да се приправиме дека ние сега од почетокот градиме нешто што другите веќе не го направиле. Дека треба да ги разгледаме моделите што веќе се успешни, да ги земеме во предвид, например, специфичностите што ги имаме ние кај нас, и така да ги аплицираме овие успешни модели што веќе функционираат во другите земји. Мислам, основа на градење на такви политики треба да бидат следниве: да имаме еден етаблиран систем на образование, од предучилишен до универзитетски систем. Тоа што ние, за жал, го немаме, многу се експериментирало и уште се експериментира. Треба да имаме градење на неопходна инфраструктура за вршење на научно-истражувачка дејност, формирање на професионални кадри во различни области, по можности е да бидат студирале или да дојдат кадри од надвор. Само еден пример. Јас повеќе од 10 години сум живеел во Германија, таму сум магистрирал, докторирал. За германските научници, кога би оделе некој 1-2 година во Америка, се враќат назад, тие имат скоро секогаш приоритет при вработувањето во Германија. И ги викат ИАГ, in America gewesen. Сум бил во Америка. Неофицијално вака титул што им го дава на тие луѓе, и имат приоритет. Затоа се мрднати, гледат, се излезени надвор, гледат друг систем, како функционира, како работи, и може да прават споредба. Нашите луѓе што студират, например, во ДУД, магистрира во ДУД, докторира во ДУД,
ќе се вработи во другите земји си мртов, само кај нас преживуваат овие кадри. Со такви кадри е тешко после утре да градиш нешто на вистина квалитативно научна истражувачка дејност да направиш. После овие кадри треба да се грижат да воспостават блиски врски со научниците во регионот, да контактираат со предпријатието, со компаниите овде кај нас и да ја бидат во можност после да аплицираат во националните и во интернационалните фондови. Што се однесува до образовните политики, особено во високото образование, ние сите сме сега сведоци дека имаме еден закон за високо образование, што мислам дека во моментов не треба воопшто да навлегувам во тоа. Високообразовните институции изгубат на квалитет секој ден. Имаме во некои области хиперпродукција на кадри, како последица на неконтролирање на процесот на примање на студенти и сведување на целиот процес на студентите, да ги гледаме само како извор на собствени средства за универзитетите, што е како последица наравно и на малиот буџет што го поседуваат универзитетите. И мислам дека последниот удар на високообразовниот систем му е даден со дисперзираните студии кои може да вишат се што, ама не квалитативно. Сега да зборуваме малку за градењето на инфраструктурата, како еден главен елемент за научно-истражувачка дејност. Мислам дека ние имаме големи недостатоци на лаборатории, на апарати за научно-истражувачка дејност. Ние немаме инфраструктура за потрошен материјал, да порачаме нешто утре ако не треба да направиме научно-истражувачка дејност. И во случаите кога ги имаме таквите инвестиции, тие се направени селективно, без соодветна координација и планирање. Ние го имаме случај со 60 милиони евра што требаше да се инвестират во лаборатории и апаратури. Повеќе од 30 милиони се веќе инвестирани, ама никој од нас не знае точно каде се тие апаратури. Ние и со професорката Библич дискутиравме и пред некое време. Насекаде се распределени некои апаратури, ама никој не знае, нема пристап. Има некои апаратури што стојат повеќе од 2-3 години и никој не ги стави во функција. А има други научно-истражувачки центри што или високообразовни установи што немат воопшто такви апаратури и немат пристап до тие. Во последно време, не последно, повеќе од една година, МОН им доставя на универзитетите, барам толку што јас знам, на државните универзитети, некои документи да подпишат за взаемен пристап до лабораториите, ама те сега ништо конкретно од тоа. Само што ги подпишавме тие документи, ги враќавме пак назад во Министерството и воопшто сега немаме таков повратна информација што битна со тоа. А идејата беше, например, да имаме пристап во студентите, професорите, научниците од еден универзитет да имат пристап во лабораториите на другиот универзитет, наравно да се земат предвид потрошните материјали ако настануваат при таа употреба. Јас мислам дека во ова насока многу пообјективно би било ако ние би градиле еден национален центар, лабораторски центар, кој би им служил на сите научно-истражувачки институции во Македонија. Ние сме мала држава, ние немаме можност да инвестираме електронски микроскоп или некои си многу скапи апаратури во секој универзитет. Затоа најдобро би било да имаме еден национален лабораториски центар каде се ставени тие апаратури и после сите ние одиме и правиме мерења, особено за тие поскапите што навистина немаме можност да ги имаме во секоја институција. Тоа не е наш вака не е дека ние го правиме тоа за прв пат. Во многу други земји, развиени и помалку развиени, постојат такви центри и се највистина многу ефективни. Сега на темата кој и како да аплицира во МОН, да се вратиме на главната тема што беше за денеска.
Иако, како што викав, ние имаме многу проблеми, не знаеме каде да почнеме сега да дискутираме за многуто проблеми што ни се вметнати денеска во образовниот систем. Сите зборувам дека за последен пат МОН финансирал проекти во 2011 година. После тоа нема ништо. Па и во тоа време кога аплицирал, јас самиот сум аплицирал во тоа време со еден колега од Штип и немавме повратна информација, а слушнав од некои дека кои добиле, не ги добиле сите средства за таа намена, па после останале со инвестициите што тие ги направиле и навистина е за жал да дискутираш за такви ствари што не доличат на една стабилно и конструктивно обраќање до научно-истражувачката дејност. Ние исто така знаеме дека во високообразовниот систем имаме државни и приватни институции, научно-образовни установи, подобро кажано. Затоа јас мислам дека треба да имаме сите еднаков и транспарентен пристап, конкуренција до проектите, до средствата што се инвестираат во научно-истражувачката дејност. Кога ние како држава веќе сме прифатиле таков систем, да имаме приватни и државни институции, мислам дека е важно да ние бидеме рамноправни во ова насока. Ние треба да признаеме дека имаме некои области каде што приватните установи се многу добро развиени и сега не можеме да ги исклучуваме од земањето и учество на такви проекти и фондови, затоа само затоа што се приватни. Мислам, ова треба да се разгледа и наравно сега ако треба нешто да се дискутира за деталите и условите за земање учество на приватните установи, тоа е работа, мислам, што многу лесно може да се регулира. Треба да имаме еднаков третман и при аплицирањето во проектите на разните рамковни програми на Европската Унија и на интернационалните институции. Особено во тие проекти што треба да има согласност од нашите домашните тела, како што се министерствата или агенциите за развој. Мислам дека треба да има еднаков пристап од сите страни. Конкуренцијата не ни прави проблеми на никој, нема зашто да се плашиме ние од конкуренција. Мислам дека обратно, ако навистина ние имаме здрава конкуренција, тоа само може да одиме напред со тоа. Сумата на проектите сега, што се финансирани од страна на МОН, што беа финансирани, не се финансират повеќе, е символично и како таква треба да послужува како стартап за аплицирање, може би во поголеми проекти, во пример во проектите што ги спомнав во рамките на ЕУ програмата. Ние знаеме дека Европската рамковна програма за истражување е тематска, ама во себе содржи еден голем број на теми. И мислам дека е наравно многу подобро за нас, ако и наредните проекти, фондови или наредните иницијативи што треба да ги земе Министерство за образование и наука, треба да одат на таа насока, да се сопатнат со оние од Европската Унија, за да можеме после ние овие стартап фондови да ги употребуваме за да аплицираме во другите проекти. Јас мислам дека кај нас во моментов не треба да имаме тематски проекти, зашто долго време не сме имале ние воопшто финансирање на некој проект. Па затоа мислам во почетокот е многу важно ние во повеќе области што е можно да имаме финансирање на проекти, за да може после некои години ние да се ориентираме на некои стратешки и тематски проекти. Ама во моментов мислам дека е навистина неопходно после толку долго паузирање на сите области да им се помогне за да видиме после каде ни се по
слабите точки и по цврстите точки вака за научно-изследовачка дејност. Ако зборуваме ние за специфични области, тоа можеме да го имаме, например, во Министерство за економија или во Министерството за зачувување на средината, како се вика тоа Министерството. Таму може да имаме тематски проекти, например, во полето на енергетика, на зачувување на средината. Ама мислам, повеќето проекти, фондови што нас треба да ни доаѓаат од Министерство за образование, во моментов не треба да бидат тематски. Мислам дека постои можност да се финансират две сорти на проекти. Едното се проектите со помал обем, слично на тоа што веќе спомнавме, и проекти со поголем обем што ќе следат некоја специфична стратегија во соработка со компаниите во повеќето во повеќето вака ситуации. Овие малите проекти треба да бидат и краткотрајни. Ние имавме, знаете ви, од 2011, ако некој уште памети, нешто колку беше 120.000 денари, најголемата сума. Со таква сума со 2 години не знаеш што ќе направиш, прво ќе печатиш нешто, ќе одиш некаде, ќе организираш една школа и тоа е све. Затоа мислам дека за 120.000 денари за 2 години е навистина малку пари. За процес на евалуација треба да се заврши од една експертска комисија, мислам, по можност и со надворешни членови, која би работела во многу транспарентна форма, со евалуацијски резултати што треба да бидат со слободен пристап за сите учесници, па и пошироко. Тоа не е сега проблем, зашто и ние, некои од нас може би се веќе вклучени како евалуатори во програмите на ЕУ, па не треба да водиш во Бруксел за да евалуираш еден проект, тоа го правиме ние директно од овде. Затоа мислам, ние без проблеми можеме да вклучиме и надворешни членови. За средствата. Многу е важно, ако некој си добие проект, средствата од почетокот да бидат пристапни за научникот или за научниот тим. Треба да се трудиме да се намалува бирокрацијата околу менаџирањето со средствата, па и од страна од самите универзитети. Да има поголем слобода научникот или научниот тим да го избира, да ги избира младите научници што треба, што можат или што треба да работат на проектите. Мислам сега просто администрацијата на университетот треба да биде на располагање на помош на научниците. Ние понекогаш и кога ги добиваме проектите имаме тешкоти да ги извадиме тие средства од администрацијата, од самата администрација на универзитетите и ова мислам дека е една точка што ние треба да му се обратиме. Ние знаеме дека многу научници во светот работат на начин што од еден постоечки проект веќе си помислуваат и ги градат столбовите за наредните проекти. Така оди на секаде. Ако навистина научникот сака цело време да се занимава со научно-изследовачка дејност. И понекогаш овие точки после им може да ги употребуваат и за градење на некој си поголем консорциум за да аплицираш во поголеми проекти. Ние воопшто немаме против да имаме контролни механизми, и има насекаде низ светот, кои ќе ги контролират начинот како се потрошени тие средства. Ама мислам дека истражувачите треба да ја имат потребната независност, ако навистина ние сакаме да бидеме продуктивни и конкурентни со колегите во регионот и пошироко. Тие што се занимава со научно-изследовачка дејност нема врска дали е природно, општествени и хумани науки сите. Ние знаеме дека ништо не почнува со нас и ништо не завршува со нас. Благодарам, професор Тен. И дел од интервјуираните испитаници.
се не повеќе. Ви благодарам, професорке. Задоволство ми е што сум дел од истражувачкиот тим на овој проект. Би сакала да ве поздравам најпрвен сите и да ви се заблагодарам на сите што придадовте придонес во ова истражување кое нам кои истражувачи ни е од особено битно значење. Кој и како да аплицира во МОН, истражувања или научни истражувања. Главен фокус на презентацијава е кој може да аплицира во Министерството за образование и наука, за какви видови на проекти да аплицира, краткорочни, среднорочни или долгорочни проекти, и во рамки на колкав буџет да се движат проектите. Фокусот на презентацијава би го сведела на 3 дела, како беше, како е сега согласно резултатите од истражувањето и кои се нашите предизвици за војни на кои треба да работиме сите заедно. На овој принтскрин е делови од конкурсот на Министерството објавени во 2010 година. Убедена сум дека на сите вас подобро ви е познат конкурсот од 2010. Овде е наведено дека сите научни области се опфатени, каде што право да конкурираат има единици на државни универзитети, насочени кон наука и образование, јавни научни установи, мешовити научни установи, приватни високообразовни установи, приватни научни установи, самостојни истражувачи, центри на извонредност. Проектите во 2010 година се со времетраење до 2 години и вкупен годишен износ на средствата до 600.000 денари. Истражувачкиот тим треба да е составен од еден главен истражувач, кој што нормално со наставно научно звање, кој е вработен во установата која што е носител на проектот, уште еден истражувач и 2 помлади истражувачи. Ова е 2010 конкурсот. Во 2011 што се случило? Исто. Објавено конкурс за наставно научни проекти, но овде е наменет за јавни научни установи и единици насочени кон науката од државните универзитети. Нема дискриминација на области, опфатени се сите области, со тоа што овде варира сумава, оние што се од природно-математичките, техничките, биотехничките и медицинските науки, се со годишен износ на средства до 400.000 денари, а општествените и хуманистичките се до 300.000 денари. Овде се прашуваме, каде се приватните универзитети? Зашто се исклучени од конкурсот во 2011 година? На следнава тапела ги гледаме податоците за конкурсите од 2010 и 2011. Вкупно одобрени проекти во 2010 се 40, од вкупно пријавени 390. Во 2011 50 проекти. Во однос на областиве нема дискриминација, опфатени се сите области. Времетрењево на проективе до 2 години и за двата конкурси во 2010 и 2011, максималниот износ на проективе е до 600.000 денари годишно во 2010, во 2011, како што веќе напоменав, од видот на областа. Вкупно планираниве средства за научно-истражувачки проекти во 2010 се 48.000.000 денари, додека во 2011 се 44 милиони денари. Начинот на поднесување на апликација во 2010 година е во хартиена форма, во 2011 година за прв и последен пат со користење на електронски средства. Зашто за последен пат? Се разви систем кој што функционираше само една година, лице во кое што го разви системот, замина од Министерството, системот пропадна и од 2011 година никогаш повеќе не се објави конкурс за научно-истражувачки проекти од страна на Министерството. Се прашуваме што е заедничко за двата конкурси објавени од страна на МОН. На сите нас добро ни е познато. Двата конкурси завршија неславно. И од 2010 и од 2011 година. Оние суми за кои што првично беа подпишани договори со анекси се намалија на половина. Статусот на проективе никогаш не беше познат. Дали проектот е завршен, полузавршен, во тек. Она што е најчудно, сумава никогаш не се исплати до крај на институциите или воопшто не се исплати. Дали ние сега збориме за проблем дека воопшто не имаме објавено конкурс од 2011 година? Дали ако секоја година ние имаме објавено конкурс, тоа е единственото решение кое што може би го решило овој проблем во оваа област? Ако конкурсот завршува исто вака, као во 2010 и 2011 година,
Можеби необјавувањето на конкурсот и не е единствениот проблем кој што е моментално во оваа област. Така беше, но како говорат резултативе од испитаниците, кои што го спроведовме во текот на месец февруари годинава, вкупно одговорија 294 и вкупно спроведени интервјуа 14. На прашањето дали МОН треба да распишува јавен конкурс за финансирање на научно-истражувачки проекти, овде неспорно, 93% одговорија да, треба да има конкурс. Дали МОН треба да има посебен конкурс за јавни, а посебен за приватни научни установи, овде гледаме дека е поделен процентот, со тоа што 43% сметаат да, треба да има посебен конкурс, додека 57% сметаат дека воопшто не е потребен да има посебен конкурс, дека доволен е еден и за приватниве и за државниве универзитети. Дали невладиниве организации Think Tank треба да имаат можност да конкурираат во МОН за научно-истражувачки проекти? Да, но само ако во тимот има кадар со соодветен научен степен, одговорија 68%. Но овде забележуваме и друга појава, каде што не, во никој случај одговорија 18%. Подоцна ќе го видиме профилот на испитаниците кои што сметаат дека невладиниве организации не треба да конкурираат во никој случај на конкурсиве објавени од страна на МОН. Дали индивидуални истражувачи треба да имаат можност да конкурираат во МОН за научно-истражувачки проекти, овде неспорно 80% сметаат дека треба да конкурираат индивидуални истражувачи. На прашање во какви проекти треба да финансира МОН, краткорочни, среднорочни или долгорочни, бидејќи е прашање со повеќе кратен избор, затоа и ги дава така податоците, најмногу одговорија среднорочни од 2 до 3 години и краткорочни со време траење до 2 години. Освен научно-истражувачки проекти, 97% од испитаниците сметаат дека треба да се финансираат и други активности, како на пример учество на научни конференции, мобилност на истражувачи, издавачка дејност. Дали невладиниве организации имаат можност треба да имаат можност да конкурираат во МОН за научно-истражувачки проекти, веќе напоменам дека 18% сметаат дека не во никој случај не треба да конкурираат во Министерството за образование. Од овие 18%, 65,12% се вработени во факултет во рамки на јавен универзитет. Дали индивидуалните истражувачи треба да имаат можност да конкурираат во МОН, овде процентот е понизок, скоро 5, кои што сметаат дека не треба да конкурираат и се притежно пола во државниве, пола во приватниве универзитети. Дали постои пристрасност кај испитаниците според институцијата во која што се вработени? Согласно спроведениве интервјуа и резултативе што ги имаме од истражувањето, е забележена појава на пристрасност на испитаниците според работното место во кое работат. Тие велат: мислам дека треба да има различни типови на грантови и во секој случај треба да се вклучат сите можни потенцијали кои може да ги има истражувачкава дејност. Значи, што поширок опфат, што помалку институционални и формални ограничувања, тоа подобро. Во секој случај треба да има критериуми кои ќе гарантираат квалитет. Невладините think tankoви се посебно прашање, бидејќи тие вршат истражувачка дејност, а не се регистрирани како научно-истражувачки организации. Треба да бидат вклопени во програмата. Think Tank не треба да конкурираат, дури и да имаат вработени со академски звања. Тоа се различни работи. За да пристапите до науката, имате многу регулиран процес, во кој што се вработуваат луѓе, рецензии на секој 4 години. Невладините организации со друга работа се занимаваат. Тие може да прават некој вид на истражувања, но тоа не е наука. Дури и да имаат доктори на наука, тоа не е мерило дека ќе биде квалитетно истражување. Може и да имате магистер, а да прави добри научни работи. Индивидуалните истражувачи и истражувачки треба да имаат можност да конкурираат. Науката бара многу пари. Ако не се лажам, кога беше повикот беше 5 или 10.000 евра годишно. И што ќе направите вие со тие пари? Треба да го мотивирате, да го платите добро, а за 100 евра, 200 евра, ако е тим од петорица. Подобро ако нема пари, да нема голем број на проекти, барем да се направат како што треба.
Последниве години се истураат пари по пустина наместо да се поддржат веќе етаблирани групи. Пари се даваат за отворање на универзитети, 2 пати конкурираат, 2 пати добив и 2 пати ги поништуваат постапките. Предпоставувам дека не се пријавиле оние кои требале. Буџетот мора да се зголеми, тоа би значило минимум половина милион евра за општествени, половина милион за хуманистички, милион евра за технички и милион за биотехнички. И по милион и пол за природно-технички и медицински. Тоа е вкупно 6 милиони евра за наука, што не е голема сума за Македонија. Јавните и приватните институции треба заедно да аплицираат за научно-истражувачки проекти, бидејќи објавуваат сите заедно јавна функција. Сепак, невладиниве не би требало да имаат пристап до овие конкурси, освен како индивидуални истражувачи. Со овој статус може да се здобиат индивидуалци, како такви да аплицираат. Невладиниве сепак вршат друга дејност, а со тинк-тенковиве немаме искуство тука и не би знаела на кој начин би можеле да се вклучат. Невладиниве тинк-тенкови може да аплицираат за проекти од МОН, но затоа е потребно да се воспостави посебна програма. Невладиниве да не бидат во рамките на наука. Цврсто е дефинирано што значи наука. Финансирањето на проективе треба да биде во следниот сооднос. 50% од средствата да ги обезбеди универзитетот или установата, додека останатите 50% да ги финансира Министерството за образование и наука. Ова се делови од спроведениве интервјуа и мислењето на испитаниците. Можеме да видиме дека варираат различни мислења, невладиниве треба, не треба, приватниве треба, не треба, но сепак тоа е нели пристрасноста можеби играло голем удел во согласно работното место. Ако во 2003 година процентот од буџетот за наука и истражување е 0,22%, сега во 2016 година е 0,44% согласно податокот од минатава дебаталка во официјален извор од Министерството за образование, прашањето е со вакво темпо на движење, која година би можеле да го очекуваме фантастичниот 3% кој што го бара Европска Унија на земите членки и земите кандидатки членки? Одговорот е за околу 40 години од сега. Ако се движиме со ова темпо, на раст на брдото на одвојување од буџетот за наука и истражување. За колку пати е помал процентот на средства за научно-истражувачки проекти во 2016 во споредба со 2011 година? Овде можеме да забележиме дека станува збор за скоро 11 пати или 91% за намалување на сумата за научно-истражувачки проекти во 2016, која што изнесува 3.800.000 денари, во споредба со 2011 година, каде што видовме на конкурсот дека е 44 милиони денари. Бидејќи имаме мало зголемување на процентот за научно-истражувачка работа, 0,44, а намалување на средствата за научно-истражувачки проекти национални, се прашуваме што е повеќе битно годинава. Ова е преглед на распределба на средства за научно-истражувачка работа и овде можеме да видиме дека 3.800.000 денари се за научно-истражувачки проекти, факултети и тоа национални. Значи овде приватни универзитети не се вклучени, каде што само 700.000 денари се одвоени за хонорар на истражувачите. За сметка на ова, средствава се алоцирани во друга ставка, која што можеби е поголем приоритет и повеќе е битна за стипендии на млади научно-истражувачки кадри на втори, трет степен во земјата и во странство. Овде имаме 88.200.000 денари. Вкупниот буџет за научно-истражувачка дејност во 2016 година е 119.354.000 денари. Имајќи ги сите овие податоци, како беше и како е значи сега согласно податоциве од анкетава, што можеме да заклучиме, кои се нашиве главни предизвици за периодот што доаѓа за да ја подобриме оваа состојба? Прво,
И основно е да се подигне свесноста кај клучните чинители во оваа област дека пари дадени за наука и истражување не се пари фрлени во вода. Тоа се пари кои што инвестирани во научно-истражувачки проекти би креирале позитивен економски раст и промени на секое поле. Мора да се зголеми процентот, веќе установивме согласно дебатава што имавме, дека да се зголеми процентот од буџетот за научно-истражувачки проекти. Но не само процентот, туку да се забрза и темпото за раст. Ако 13 години од 2003 до 2016 година се потребни за 50% зголемување на процентот, значи ова темпо треба да се забрза. Друго ништо што е особено битно да се спомена е дека Македонија е убедливо на последно место во Европа според процентот за издвојување од буџетот за научно-истражувачки проекти, а и во светски рамки сме тука никаде, освен Бурунди, Гватемала, Парагвај, Тобаго, кои што се позади нас. Во периодот од 2004 до 2013 година Македонија за научно-истражувачки проекти има дадено 60 пати помалку средства во споредба со Словенија. Ова е податок кој што говори многу, но воопшто не не чуди, бидејќи кој истражувач на еден од претходниве проекти во Словенија медицински факултет отвараат како резултат на дефицит на кадар. А ние пред 2 дена имаме официјален податок на хиперпродукција на кадри и имаме нов универзитет на повиток. Така да воопшто не е ни чудно зашто Македонија троши 60 пати помалку средства за научно-истражувачка дејност во споредба со Словенија. Друго што е особено битно кој еден од предизвици освен зголемувањето на бруто домашниот производ и подигнувањето на свесноста на клучните чинители е и навистина оние пари што се одделени за научно-истражувачка дејност, дали се фокусираат на научно-истражувачки проекти или одат во сосема друга насока. Ние имаме 60 милиони евра набавка на лабораторија, но од друга страна немаме евиденција на brain drain и brain gain во државата. Кој ќе работи на лабораторија? Дали ние имаме кадар? 3 милиони 800 илјади денари е буџетот за научно-истражувачки проекти во 2016. Но овде, за сметка на тоа, имаме голем процент на стипендии за млади научно-истражувачки кадри од 88 милиони денари. Че не имаме состојба каде што имаме средства за стипендии, но од друга страна младиве секојдневно мигрираат. Оно што друго треба да се преземе од кога ќе се подигне свесноста и одвојувањава од буџетот за научно-истражувачки дејности, треба да се воспостави тотално нов систем за кој и како може да аплицира во МОН. Овде не треба да има дискриминација, значи треба да бидат вклучени и државниве и приватниве универзитети, со тоа што сите тие се субјекти за вршење на научно-истражувачка работа согласно Законот за научно-истражувачка дејност. И државниве и приватниве универзитети вршат иста јавна функција и затоа е потребно да нема дискриминација. Друго, индивидуални истражувачи исто не треба да бидат одделени од процесот на апликација во Министерството за образование. Зашто некој истражувач, ако има добар бекграунд истражувачки, зашто мора да биде врзан за некоја институција? Think tanковите исто така не треба да бидат исклучени од процесот на апликација за истражувачки проекти во Министерството. Може би е добро сите овие субјекти да аплицираат на различен апликацијски вид. Министерството да развие програма со различни application type, каде сите овие ќе може да аплицираат и невладиниве и индивидуалниве истражувачи и државниве и јавниве универзитети. Оно што е особено битно е државниот столб го полнат сите граѓани и сите сектори. Па зашто да немаат можност и Small and Medium Enterprises во Македонија да можат да конкурираат на истражувачки проекти? Има компании, таков е примерот со Норвешка и со Франција, че нивниве повици се насочени кон public entities и кон Small and Medium Enterprises. Зашто оние приватни и средни компании кои што се занимаваат со консалтинг и навистина може да понудат квалитетно истражување, зашто и тие да не бидат вклучени во посебен application type во Министерството за образование и наука? Со тоа што дискриминација не, квалитет да, сите да имаат можност. Резултативе од една политика треба да бидат тестирани на сите юзери и таргет корисници.
За да имаме една квалитетна политика, мора да бидат испитани сите аспекти на сите вклучени страни во државата. Така да, тоа од мене, тоа ни се предизвици кои што би требало да ги преземеме во текот на наредниот период и едно општество е силно, сите знаеме дека е силно колку што има знаење и пронаоѓање. Ви благодарам. Благодарам Сања за презентацијата и за коментарите. И јас би замолила доколку има прашања поврзано со последните две дискусии. Добар ден, Мишо Докмановиќ, професор сум на правниот факултет. Ја би се осврнал на оваа последна презентација од неколку методолошки аспекти. Првото прашање би било на повеќе наврати беше нагласено дека пристрасноста играла улога во изјаснувањето на испитаниците. Во на прашање дали невладните здруженијата на граѓани може да аплицираат за грантови или финансиска поддршка, не ми е јасно зашто не се прикажа во презентацијата структурата на тие што биле за. Значи, вие само прикажавте структурата на тие што биле против ова прашање, како пристрасни, а овие непристрасните ние ја видовме структурата, па да не се изведе заклучок дека некој трете е пристрасен во истражувањето. Исто така мислам дека ќе беше корисно доколку ја објаснете методологијата, да видиме кои носители на интереси биле застапени во испитаниците кои што биле анкетирани во онлайн анкетата, бидејќи на тој начин може да се добие погрешен резултат на крајот ако имате неизбалансирани испитаници. И минатата сесија, може и другите ќе ми се наљутат, јас имам работа на факултет, меѓутоа ја имам со група колеги од факултет невладина организација која што се занимава со истражување и сметам дека Министерството не треба да финансира истражувања од овој тип кои што ги спроведуваат здруженија на граѓани. Сега, мене ме изненади зашто ова прашање беше поставено во анкетата. Имам конкретно прашање поврзано со тоа. На кое компаративно искуство сте се воделе кога сте го вклучиле ова прашање во анкетата, бидејќи јас откако одговорив анкетата се заинтересирав за ова прашање и сакав да видам во регионот во други држави како е ова регулирано и не најдов пример во останатите држави во регионот каде што Сдружение на граѓани може да се јави на оглас на Министерство за наука и да аплицира за грант од тоа. Така да ме интересира, значи, овие прашања, значи, структурата на непристрасните и компаративните искуства, може би не знам, во други држави каде државата финансира грантови проекти поднесени за наука од Сдружение на граѓани. Благодарам. Јас ќе се обидам да одговорам на дело од прашањето. Значи, може да се изфилтрира податокот, бидејќи преку филтер ги добивавме податоците, кои одговориле не, а кои да. Така да дополнително, доколку имате интерес, може би за наредната дебата да излезем и со таков податок. Зошто во суштина think-танковите се вклучени како прашање во интервјуто? Ние сакавме да ги видиме субјектите кои што имаат право да аплицираат на проекти. Законот овдека, значи, нели, освен приватни и јавни, не води на самостојни истражувачи. Видовме дека таа категорија е изумрена. И има уште една категорија, тоа се центри за извонредност, каде што Center of Excellence секаде постои на Запад, и да земете Словенија за пример, законите ги вклучуваат. Меѓутоа, кај нас во државата, нашето Министерство за образование, препишувајќи ги законските рамки од другите држави, го препишал и Center of Excellence, но не постои начин, ниту има идеја како таков Center of Excellence треба да изгледа. И кога при неколку посети се направија посети како изгледаат тие Центри of Excellence, и тие рекоа да, во ред, ние, значи, аплицираме за големи пари во Европска Унија
5 истражувачи со најдобра опрема од овој универзитет, со 5 истражувачи со нивна опрема и нивен кадар се здружуваат и тие времено регистрираат таков центар од екселенс. Нажалост, во Македонија закони за трговски друштва, невладини организации и друженија не препознаваат таква форма, значи повторно е тоа мртво слово на хартија и таква категорија значи не постои. Исто така, think tanковите кај нас не се водат и се регистрирани како невладини организации, што значи дека законот за здруженија и невладини организации не препознава посебна категорија на организација или здружение think tank кој што ќе се занимава како млади истражувачи со истражувачка работа. Компаративно да, Швајцарија е една од земјите во која што think tanковите може да учествуваат. И зошто најмногу инсистиравме да се стави ова прашање, само да ви кажам дека постојат повеќе странски донатори, амбасади, кои што сакаат да инвестираат средства во истражувања, дали е тоа бегалска криза, дали се тоа дознаки од странство, ремитенс, кои што се во државата, и бидејќи веројатно оцениле дека Министерството не е правото место каде што британска амбасада треба да финансира, да додели грантови, почна да објавуваат конкурси, односно да ги делегираат правата на think tanковите кои што сега имаат право да објавуваат, значи, конкурси за грантови со мали износи кои што се до 5000 евра или 5000 фунти. Значи, сепак дека треба законската рамка да се прошири, да се сменат работите и да видиме што навистина функционира, а што имаме на тлото. Зашто како би функционирале тие think tanкови? Професорката Емилија. Имам коментар, тоа може да уклучиме ова прашање. Значи, во однос на ова, компаративните искуства се ирелевантни. Компаративно нема концентрација на огромен интелектуален капацитет во земјава, кој заради трагедијата на невработеноста и на партизацијата на општеството не може да си го најде соодветното место во универзитетите, во научните установи, туку е концентриран по невладени организации или think tanкови кои рековме законот не ги препознава. Значи, заради тој насловот на оваа дебата и она што нас не интересираше во истражувањето беше и клучното прашање не е кој да аплицира. Тоа не е. Спомнам дека е уклучено, ама не свети. Само трепка. Да, добре. Сега. Добре, нешто со контактот не е. Значи, за мене лично, не е прашањето кој е каде лоциран, туку дали станува збор за истражувања или научни истражувања. Тука е разликата, не во локацијата на кадарот кој ги прави. И во таа смисла јас немам, например, никаква дилема дека Министерството мора да подржи научни истражувања, без оглед од која институција или од каква институција истражувачите се појавуваат. Но кај нас е проблемот што оваа разлика не се прави одамна. Грантовите што ги спомена колешката Билич не се грантови за научни истражувања. Јас работам во државна научна институција и ние имавме таков грант од УНХЦР, тоа не е научно истражување. Тоа е истражување на јавното мислење. Секој може да прави истражувања на јавното мислење во различни области. Секоја невладина организација која го усовршила тој занај. Но не е секој истражување и што го прават научните институции, научно истражување. Тие критериуми кај нас многу одамна беа дефинирани, но не знам зошто се загубија во просторот на промените на законите, а тоа се оние апликативни истражувања и научни истражувања во кои законот за моите генерации правеше многу голема разлика. Значи, во критериумите за нашите избори во звања се броја посебно колку научни истражувања имаме, колку апликативни. И тука е, мислам, целиот проблем. Некој може, секој може да учествува, да, колешката која работи со нас, колешките кои работат од други think-танкови и невладини организации, апсолутно можам да ги препознам како некој што би можеле да работат на
научни истражувања, но еве, морале да се вработат таму, не можеле да се вработат на универзитет. Значи дефинирањето на критериумите е за мене клучно. И затоа постои ова прашање, не за друго. Ако може јас без еден коментар или мора да правиме дистинкција помеѓу овие категории, термини, работи? Нешто со контактот на Верица Кучев се исклучува. Значи, има повеќе нивоа на разлики. Јас би замолил да не се прави, да не се меша scientific research со research and development. То се сосема две други области, две други полиња на работа, различни авторски права, различни комерцијални аспекти и така натаму и така. Инаку се согласува со колешката, исто меѓу policy research, scientific research, па applicative research, тоа се огромни разлики. Ама ова мислам дека кај вас во еден момент се споја research and development и scientific research, тоа се две различни работи. Значи, кај имаме research and development, може да историте милиони и фирмите да учествуват, и реалниот сектор, и сите научници, и све да споите. Scientific research, тоа е лоцирано и со Center of Excellence, со други, кај универзитетските центри. И тука е борбата за знаење, за авторски права, кој до кај ќе стигне. Тоа се две различни полиња, а и на пониските нивоа има разлики, ама кај нас мислам дека веќе ги мешкаме и со овој проектен менеджмент до овде ни дојде на сите. Имаш проект и све имаш, мислиш дека и наука правиш, дека и истражување правиш, и дека не знам што све правиш. Ама таква ни била судбината. Еве тој коментар. Јас доаѓам од Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола и предавам предмети од областта на маркетинг и менеджмент на економскиот факултет. Дел од прашањата кои сакам да ги поставам или размислувања што сакам да ги радам, веќе се поставени. Меѓутоа ме заинтригирате околу учеството на невладините, точно не ни колегата Токмановиќ го се осврна, а моето видување е малку поинако. Неодамна основавме невладина организација со личноста следен профил. Јас како онлайн професор, двете мои соработнички, кои што со 10 просек прогласени за најдобри студентки во секоја во својата генерација, не успеа да си го најде своето место, за жал, на нашиот факултет, за двете со ментор на дипломска, магистерска, еве во комисија за докторски. Двете се работија во фирми, меѓутоа, она што значи емотивна сврзаност и определеност да се занимаваат со наука и нивната предетерминираност, не може да ја реализираат инаку. Четвртиот основач на невладината е доктор на науки по класични студии. Возраст некаде 43-4, работи во бизнес сектор. Има публикувано неколку книги, има публикувано трудови во меѓународни списания, меѓутоа работи во бизнес сектор. Работа административна. Не успела да се интегрира. Петтиот веќе не е виден, не имаме 5 основачи. Сега, мотивот на сите за здружување беше токму тој. Не само да се занимаваме со истражување, да, но и со наука. Бидејќи како индивидуални истражувачи, и тука ги гледам поврзано овие две нешта, бидејќи немајќи опција да бидат индивидуални истражувачи, својот изглед го гледаат точно во невладиници. Така што мислам дека има доста работа. Овде, очигледно, има индивидуалци кои се исклучително квалитетни, факто што не припаѓаат во институт, во факултет, не значи дека треба да бидат дискриминирани во процесот на добивање средства. Добар ден на сите, сме Нина Кацарска, истражувачки координатор на Институтот за европска политика. Бидејќи ние кога говориме во трето лице, јас сум од дел од тие кои што истражувачи во невладиниот сектор. Меѓутоа само би сакала да потенцирам тоа што беше споменато претходно, критериумите за тоа кој може да аплицира и со што може да аплицира се клучни, бидејќи знам јасно свесна значи дека не секој дел од мојата работа кој работа, истражувачка работа и научна работа. Значи, секој од нас, секој што е во невладиниот сектор, бидејќи се во прво лице, не зборуваме во трета, кој што објавува, кој што работува на научно-истражувачки проекти, може и е доволно свесен во главата да ја направи таа разлика помеѓу проектна активност, испитување на јавното мислење, кој што го споменавте, и
и научно-истражувачка работа која што работи. Ние имаме научно-истражувачки проекти, дел од нив беа поддржани од RRPP. И она што го работевме во изминатите 2 години беше чисто научно-истражувачка работа. Сега, ние од друга страна добивавме критики во граѓанскиот сектор дека не сме доволно апликативни, дека не можеме да дадеме препораки за политики и така натаму, меѓутоа тоа не беше нашата цел. Сега, тука имаме момент каде ќе се сместиме, меѓутоа, токму тоа што беше споменато, критериумите се клучни за тоа каква работа вршите всушност, можеби и некаде се наоѓате, бидејќи можеби некои од нас и не сакаат да бидат на универзитет. Особено во оваа форма во која што се во моментот. Можеби на некои од нас не е попомотно на кој што сме, меѓутоа бенефитот кој што можеме да го дадеме, мислам дека не треба да се спори, особено од она што го споменав на изминатата дебата, дел од многу луѓе кои што се образовани во странство, образовани во системи кои што од почетокот на некое дипломско образование, односно 18 години, ти дале пристап до оние бази за кои што говоревме и за тебе се тие веќе интернализирани, за разлика од некои истражувач, можеби во Република Македонија, кој што и треба да ги учи. Значи, дел од нас доаѓаат со поинакви сваќања и мислам и многу од нас се во тој невладен сектор кој што е надвор на универзитет. Други коментари? Прашања? Само нешто кратко, да направиме една дистинкција. Значи, освен закон за научно-истражувачка дејност, кој што ни е предмет на дебатата, постои закон за технолошки развој. Во делот на нашето испитување не го земавме законот за технолошки развој, затоа што и тука се финансираат проекти за технолошки развој, затоа што иновации, да, затоа што целта на програмата е истражување во општествени науки. А овој закон за технолошки развој и иновации повеќе ги опфаќа другите гранки, како апликативни истражувачи, дали се биотехнички, техничко-технолошки, природно-математички и така натаму. Она што сакам да го напомнам е дека сме се сретнале во Министерството исто така со еден субјект кој што не е вклучен, односно кој што сме морале да го вклучиме. Она што на европски рамки најмногу сака да се види е да бизнис секторот инвестира во научно истражување. Досега кај нас во Македонија единствено Джонсон Мети се обратил до Министерството за образование и наука со проект, но бидејќи немало конкурс, сме морале да ги пренасочиме кон FP7 и Horizon 2020 за испитување на некаква хемиска субстанца која што ја има македонскиот афион околу некакви нови истражувања, научни истражувања, за да се подобри продуктивноста во производство на лекови. Но, на жалост, и ниту законот дозволува да компанија аплицира, значи ние ги упативме кон медицински факултет, фармација, ПМФ и така натаму, ниту пак имавме конкурс за да удоволиме на едно такво истражување. Така да Джонсон Мети на крај од собствени средства, американски средства, си ги вложи тие средства и нормално околу авторските права, доколку дојде до некакво истражување за афионот во Македонија, значи сепак тоа ќе имаат собственост врз тоа истражување. Добро, доколку мислам дека веќе сме при крајот, можеби со времето премногу пречекоривме, ви благодарам на сите за денешното учество. Наредната дебата, ќе имаме уште трета дебата околу процесот на евалуација на проекти. Не знам дали е дефиниран датумот. 26, значи април. Ви благодарам.